Карикатуристите работат карикатура на разни теми. Една од темите е војната. Односно, карикатуристите прават антивојни карикатури, односно, тоест карикатури кои што носат порака против војната, односно одвраќање на луѓето од војна. Така и јас работам, значи, од време на време, особено во минатото, ваква карикатура. Значи, сум работел и се уште работам кога имам инспирација, вакви карикатури. Сакам во оваа прилика да кажам да се искажам за една моја долгогодишна соработка со познатото списание Одбрана, кој што излегуваше во Скопје од 1991 година, па чинам некаде до 2019. Значи, јас станав соработник на ова списание од 1993 година и останав, значи, активен до неговото укинување. Тоа е ова списание, значи вака изгледаше еден број, кој што се однесуваше на разни воени теми, што интересираат, да речеме, војската и луѓето од оваа бранша, од овој општествен слој. Меѓутоа, за мене беше важно што на крајот имаше страница за хумор и сатира. Само да покажам една карикатура моја, која што сум ја објавил во тоа списание. И, значи, на таа страница се објавува материјали, дела од хуморот. Хумористични раскази, афоризми и карикатури. Откако станав, значи, активен соработник, објавив многу карикатури во секој број. Речиси во секој број, не знам дали малку број случаи, во мал број случаи се случило да не испратам. Значи, тоа траеше тие години во секој број, со тоа што да напоменам дека списанието од почетокот неколку години излегуваше на 2 месеци, а потоа почна да излегува месечно. Меѓутоа, бидејќи многу години се собра и излезе еден голем број на карикатури, над 100. Да кажем само дека бев слободен од главниот и одговорен уредник Васил Дичевски, да цртам како сакам и во кој стил и што се конкретно, со тоа што имаше рамка, карикатурата да биде антивоена. Да речеме, тој не беше толку толерантен, понекогаш се случуваше и да ми врати карикатура, да ја прецртам, да ја доработам, да ја исправам нешто, да ја се утрирам, бидејќи например, не ја одговарало на списанието и така. Значи, не беше тоа толку гладко не беше толку гладко тоа работење и таа соработка. Сите карикатури беа во боја, со тоа што со тек на време полека димензиите се зголемија. Од почетокот беа многу мали, она што се вели колку еден ќибрид, заради што и ниеден од тие активните тогашни карикатуристи не се нафати да биде соработник. Само заради димензиите. Јас се нафатив, како што реков, и да нагласам дека си имаше и, да речеме, пристоен хонорар за секоја карикатура.
Потоа, како што реков, се зголемија димензиите и беа вака прикладни и добри за реципирање, за приемање, за читање, односно гледање. Бидејќи, како што реков, долго време траеше тоа, бидејќи многу карикатури се собра, многу подоцна, не сосема подоцна, не толку многу подоцна, уште пред да престане списанието да излегува, се направи еден напор преку издавачката куќа Магор да се конкурира со проект, значи, и како резултат на тоа, на конкурсот од Министерството за култура, беше прифатен проектот, беше прифатен за печатење оваа моја книга или поточно овој мој албум, Воинственото перце, кој што излезе во 2015 година. Во него имам објавено 90 карикатури, се разбира нели на антивојна тематика, еден дел во боја, а друг црно-бела техника, и текстот, значи да напомнам дека и текстот беше на англиски и на македонски јазик, значи едно така мало издание, малку, да речеме, монографско, кое што, стана мој прилог во скромната библиотека на вакви дела, на карикатурни дела, односно книги, албуми со карикатури во нашата земја, Република Македонија. А тоа, значи, посебно беше и прилог, стана прилог кон општата човечка борба, да речеме, малку да си дадам значење, општата човечка борба против војната. Да напомнам дека мал број фестивали на карикатури има за карикатура, антивојна карикатура. Само во регионот знам дека постои таков фестивал во Крушевац, во кој јас не сум учествувал, иако не сум бил примен, не сум бил учесник, иако сум аплицирал, иако сум конкурирал неколку пати. Може би да продолжив ќе успех некоја карикатура да објавам таму, но тоа престана. Со тоа сакам сепак да нагласам дека кога ми доаѓа инспирација, правам и сега по некоја карикатура антивоена, со тоа што ги објавувам на други места. И уште еднаш само да го спомнам списанието, тоа е ова списание кое што престана да излегува пред 5-6 години. Ова го снимив самиот јас, Тодор Ристо Блажевски, во Скопје, во мојот дом, на 6 септември 2025 година.